Почитувани представници на медиумите, денешната пресконференција на Општинската организација на СДСМ е по повод актуелната состојба околу појавата на заразната жолтица хепатит А во општина Штип. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, над 15 хоспитализирани лица за неполни 2 недели во Штип со диагностициран хепатит А жолтица го вклучува алармот за сериозност и крајна одговорност од институциите. Граѓаните очекуваат одговори и превземање на итни мерки. Ги повикуваме локалните власти да излезат со детални информации околу причинителот на ова заразно заболување, а не да премолчуваат и да се затскриваат зад бледите извештаи на Центарот за јавно здравје. Од Центарот за јавно здравје уверуваат дека причината за ова заболување не потекнува од водата за пиење. Но зошто тогаш надлежните премолчуваат дека голем дел од заболените доаѓаат од 2 населени места? Според информациите со кои располагаме, тоа се жители од населбите Балканска и Македонка. За жал, меѓу нив има и неколку малолетни деца. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во неколку наврати апелираше да се реши алармантната ситуација со фекалните води во овие 2 населби, кои буквално се излеваат во дворовите на граѓаните. Не добивме никаков одговор од надлежните. Доколку причината за ова заболување е неисправната вода за пиење, што е резултат за нејзино мешање со фекалии, зашто постојат и сериозни индиции, на јавноста треба да и се каже кога вонредно се земени мостри за лабораториска анализа на водата за пиење од градскиот водовод и дали сето тоа е задоцнето. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како сериозна и одговорна партија, која секогаш ги штити интересите на граѓаните, ги предлага следните мерки. 1. Постојана и навремена контрола на водата за пиење во сите делови на градот. 2. Изградба на фекален систем во населбите кои се сметаат за жариште на заразата. 3. Редовно изнесување на сметот, со што би се спречило понатамошно ширење на заразата. 4. Решавање на проблемот со кучињата скитенци со цел спречување на појава на други заразни заболувања. 5. Да се изврши систематска дератизација, дезинсекција и дезинфекција на местата каде што се сместени контейнерите. 6. Дезинфекција на возилата за собирање на сметот. 7. Постојано информирање на граѓаните преку медиумите за исправноста на водата за пиење. 8. Итно санирање на сите дефекти на водоводната мрежа. Сериозни се и прашањата околу сместувачкиот и кадровскиот капацитет на инфективното одделение во Штипската клиничка болница, резервите на лекови за третман на овие заразни заболувања. Очигледно, власта не може да го реши ова прашање. Бидејќи се работи за здравјето на граѓаните, треба да се понесе одговорност за ситуацијата во која ВМРО-ДПМНЕ ги доведе граѓаните на Штип. Ви благодарам. Победете.